Ваши високи преосвештенства, почитуван декане, почитувани колеги, професори, студенти, присутни. Во современата ера на технолошки иновации, развојот на вештачката интелигенција станува еден од најзначајните феномени кои ја поставуваат основата за бројни теолошки, филозофски и етички дискусии. Вештачката интелигенција како поле на компјутерските науки се однесува на развојот на машини и системи кои имаат способност да извршуваат задачи за кои традиционално биле потребни човечки интелект, како што се учење, решавање проблеми и одлучување. Овој технолошки развој предизвикува прашања поврзани со суштината на човекот, неговата уникатност и моралната одговорност кои се темелат на долгогодишната христијанска антропологија. Христијанската антропологија се занимава со проучување на човекот во однос на Бога, природата и неговото место во создадениот свет, особено преку концептот за човекот создаден по образ и подобие Божјо. Овој концепт е клучен за разбирање на христијанската визија за човекот како личност со слободна волја, морална одговорност и способност за однос со Бога и со другите луѓе. Поради сложеноста и длабочината на прашањата што ги поставува вештачката интелигенција, неопходен е систематски диалог помеѓу теологијата, филозофијата и техничките науки. Ово истражување токму затоа има за цел да ги анализира теолошките и антрополошките аспекти на човекот во светлината на развојот на вештачката интелигенција, фокусирајќи се на клучните прашања, а тоа се како христијанската антропологија ја сваќа човечката природа во однос на вештачката интелигенција, дали машините можат да поседуваат некои од суштинските карактеристики на човечката личност и кои се етичките импликации од овие технолошки иновации. Доста добри прашања беа и претходно спомнати и беа дадени и своевидни одговори и видувања. Методолошки овој труд користи компаративна анализа на библиски и патристички текстови, современи богословски трудови и технолошки научни изјави, како и филозофски интерпретации. Клучната цел е да се обезбеди критичка богословска перспектива, која не само што ги бранува класичните антрополошки вредности, туку ги адресира предизвиците на дигиталната ера. Христијанската антропологија представува теолошка дисциплина која го проучува човекот во однос на Бога, неговото создавање, природа и повик. Најзначајниот основен поим е човекот како создаден по образ и подобие Божјо и овој концепт со богата екзегетска и богословска традиција е клучен за разбирање на човековата природа, достоинство и слобода. Поимот за образот Божи се јавува првпат во Стариот Завет, конкретно во книгата Битие, и рече Бог да создадеме човек по наш образ и подобие. Оваа формулација го издвојува човекот од останатото создадено и му придава посебен статус и достоинство. Како што објаснува Теодор Гезел, образот Божи не значи само рационалност, туку и духовна способност за однос со Бога. Патристичката мисла ова го развила во насока на личниот однос и слобода. Например, Свети Августин го дефинира образот Божи како својство на душата да љуби и разумно да размислува. Таа способност за љубов и слободна волја ја прави човечката личност уникатна, а современата православна теологија го нагласува социјалниот аспект на образот Божи, бидејќи човекот е личност која постои во заедништво со други личности, одразувајќи ја троичната природа на Бога. Патристичката традиција ја разбира оваа природа како интегрирана целина. Свети Григорий Ниски нагласува дека телото и душата не се одделни суштини, туку една природа во две димензии, додека духот ја поврзува личноста со Бога. Ова антрополошка структура ја нагласува едновремената можност на материјалниот и духовниот аспект во човекот, што има последици и за сваќањето на вештачката интелигенција. Слободната волја е функционален концепт во христијанската антропологија. Таа е предуслов за морална одговорност и љубов. Без слобода човекот би бил само објект, а не субјект на својата историја и спасение.
Личната слобода го овозможува изборот за доброто, а со тоа и обврската за одговорност пред Бога и пред луѓето. Современите теолози исто така ја нагласуваат важноста на слободата како личен избор, кој не е детерминиран, што го прави човекот уникатен во однос на другите создадени суштества. Во последните децении поимот вештачка интелигенција се развива од чисто технолошки концепт во комплексно поле на интердисциплинарни истражувања кои опфаќаат компјутерски науки, филозофија, когнитивни науки и етика. Едно од најкарактеристичните прашања во однос на вештачката интелигенција е дали и колку таквите системи може да развијат форма на свесност. Свесноста во филозофски и психолошки контекст подразбира субјективно искуство и самопознавање. Досегашните технологии, како што се длабоки невронски мрежи, не поседуваат свест во смисла на самосвесно битие. Како што истакнува филозофот Даниел Денет, машините можат да имитираат одредени аспекти на човечката свесност, но не и да ја поседуваат суштинската феноменологија на искуството. Ова значи дека постојат важни разлики помеѓу човечкиот ум и вештачката интелигенција, особено кога се зборува за субјективност, емоции и слобода. Вештачката интелигенција денес постигнува извонредни резултати во задачи кои бараат обработка на големи податоци, предвидување, превод и други креативни процеси. Сепак овие способности се најчесто ограничени на специализирани области без општа интелигенција или морална одговорност. Како што потенцира Ник Бостром, технологијата на вештачката интелигенција носи со себе ризици, особено доколку се постигне суперинтелигенција која ќе ја надмине човечката интелигенција. Ограничувањата на вештачката интелигенција произлегуваат од нејзината неспособност да има автентичен личен идентитет и субјективно искуство кои според христијанската антропологија се клучни за личноста. Вештачката интелигенција го отвора прашањето за односот меѓу човекот и машината, посебно во однос на личноста, моралната и слободната волја. Христијанската антропологија која ја нагласува посебноста на човекот како создаден по образ Божи и носител на слободната волја може да понуди важен критички контекст за разбирање на природата и ограничувањата на вештачката интелигенција. Човекот според христијанското учење е морален субјект создаден со слободна волја да избира меѓу доброто и злото. Вештачката интелигенција напротив ја извршува својата функција според алгоритми и податоци без внатрешна морална свест или одговорност. Како што подвлекува Чарлс Тај, вештачката интелигенција не е во состојба да донесе морална одлука, таа е инструмент на човечката волја, но не и морален агент. Така, иако вештачката интелигенција може да донесе одлуки кои изгледаат автономни, тие се во суштина резултат на човечкиот дизајн и контекст. Од гледна точка на христијанската антропологија, душата е нематеријален духовен аспект на човекот кој е создаден од Бога и е носител на личноста и вечниот живот. Машините и алгоритмите, иако сложени, не поседуваат таква нематеријална суштина. Како што нагласува Филип Алпер, душата е поим кој се однесува исклучиво на живите личности создадени од Бога. Вештачката интелигенција не може да биде снабдена со душа бидејќи е продукт на човечката технологија. Развојот на вештачката интелигенција ја отвора и темата за човечкото место во создадениот свет и ризикот од технолошки хибриз, прекумерна гордост и себевозвеличување преку технологијата. Христијанската теологија предупредува дека човекот не смее да се постави како свој сопствен творец, бидејќи создавањето е привилегија единствено на Бога. Христијанската антропологија не представува, односно не потсетува на ограниченоста на човечката моќ и вештачката интелигенција, како и важноста на смирението во однос на технолошките достигнувања. Развојот на вештачката интелигенција поставува сериозни етички и богословски предизвици, особено во контекстот на христијанската антропологија, која ја нагласува човечката слобода, морална одговорност и достоинството на човекот како образ Божи.
Затоа важно е да се разгледа улогата на црквата, етичките принципи и сето тоа во контекст на современите предизвици на вештачката интелигенција и важноста на хуманизацијата на технологијата. Црквата како институција има мисија да ги води своите верници и општеството во проучување и интегрирање на новите технологии во животот со одржување на моралните и богословските вредности. Затоа од христијанска перспектива, етиката на вештачката интелигенција не смее да ги занемари суштинските елементи на човечката личност, како што се слободата, достоинството и одговорноста. Како што посочува Бонхафер, моралната свест е избор и избор се карактеристики кои ја прават личноста носител на спасителната благодат. Спротивно на тоа, вештачката интелигенција е етички неутрална алатка, чие дејство зависи од човечката намера и контекст. Затоа е од суштинско значење да се развијат етички рамки кои ќе спречат злоупотреби и ќе обезбедат технологијата да служи за општо добро. Како заклучок би кажал дека христијанската антропологија ја нагласува единствената положба на човекот како создаден по образ Божи, кој е лично со слободна волја, морална одговорност и духовна димензија. Овие карактеристики го прават човекот неспоредливо различен од било која технологија, вклучително и најсовремените системи на вештачка интелигенција. Етичките и богословските принципи кои произлегуваат од брзиот технолошки развој бараат активен диалог помеѓу теологијата, науката и општеството. Црквата има важна улога да поттикне критична, но и позитивна рефлексија за начинот на кој технологијата може да ја поддржи хуманизацијата и човечкото достоинство. Во иднина, интеграцијата на христијанските антрополошки принципи во развојот и употребата на вештачката интелигенција може да овозможат баланс помеѓу технолошката иновација и духовните вредности. Овој диалог е неопходен за да се избегнат хибрисот и деперсонализацијата и да се зачува слободата на личноста како темел на човечкото постоење. Ви благодарам за вниманието.